Благодарам. Председател, почитувани колеги, почитуван министър, заместник министър. Денеска имаме амандманска расправа. Јас конкретно предложив амандман за конкретен локален пат, да се обезбедат средства во висина од 18 милиони 450 000 денес за асфалтирање на локалниот пат Чинја Вака Винце во должина од 5 километри. Ке се обидам да образложам што опозицијата сака да постигне и која е целта, и сметам дека таа целта ја постигнува. Оваа влада на СДСМ не е нова, туку е влада која што веќе 4 години функционира во Република Македонија. Оваа влада на СДСМ, градоначалниците на СДСМ има ветено огромен број на проекти на граѓаните. Сакаме да покажеме дека биле неискрени, дека тие проекти ги ветувале од популистички причини со цел да го придобијат нивниот глас, а не биле реално изводливи, што јас лично го сметам како политичка измама. Конкретно за овој амандман се однесува на селото Пчиња во покрај тоа што генерално во сите програми на СДСМ и од 2016 план за живот и во Можеме 2020 има посебни области од инфраструктурата, па се ветувало поголема децентрализација, поголем развој на општините, посебна инфраструктура, пари за општините, да нема населено место без локален пат, да нема населено место без водовод, да нема населено место без канализација, и сега природно е граѓаните да си ги бараат тие ветени проекти за кои што го дале својот глас, а ние како опозиција да ги истакнуваме јавно тука барањата на граѓаните. Тоа е суштината на нашите амандмани. Ние сме свесни дека сме во криза со COVID-19, ние сме свесни дека имаме 2 месеци од оваа фискална година, меѓутоа не можете да ни го спречите правото како опозиција во овој законодавен дом да ги изнесуваме барањата на граѓаните кои што допираат до нас, затоа што тоа е уставно, природно загарантирано право на еден пратеник. Како опозиција пробавме да бидеме конструктивни, дел од амандманите сакавме да има дебата, меѓутоа она што го заклучивме се две работи. Првата работа е доколку представникот на владата го одбија амандманот, по дефолт представниците, односно пратениците на власта не го прифаќаат тој амандман, гласаат против, и тоа се покажа како пракса ни сите 60 амандмани кои што беа на дневен ред за расправа. Вториот заклучок што го извлековме е дека исто така почитувам ако може да замол за можност да се доискажам, почитувам. Благодарам, колега, за можноста да се доискажам. Значи, втора поента која што ја извлековме од оваа расправа до сега со сите 60 амандмани е дека доколку расправаме или имаме желба да расправаме за конкретен амандман кој што се однесува на конкретен проблем на граѓаните во дадена општина, пратениците на СДСМ под наша претпоставка дека претходно ги избрифирале градоначалниците на СДСМ, кои што се актуелни моментално по нивните отчети, ги зимаат тие отчети и како портпароли ги читаат проектите кои што биле реализирани во дадена општина, а врска немаат со дадениот амандман. Ценејќи ја и заложбата на дел од пратениците од власта да поминеме што поголем број на амандмани, да се обидеме да некој амандман го прифати и го убедиме аргументирано представникот на власта да го прифати, сметаме дека заради овие две причини нема потреба од понатамошна расправа доколку амандманот не го прифати представникот на владата. Село Пчиња е едно привоа село во општина Куманово. Локалната власт, односно актуелниот градоначалник, јас имам тука извадено нормално се она што тој го има ветено за секое населено место во Куманово, и пред изборите, за да го добие мандатот, им ветил дислокација на постојната дива депонија, која што им ги загадува нивните бунари затоа што немаат водовод. Ништо не реализирало тоа, за жал немаат ни водовод, па им ветувал и водовод,
Од тоа ништо, имам амандмани на оваа тема кои што се надевам дека ќе дојат на расправа. Па им ветувал изградба на брана за наводнување, па им ветувал реконструкција на мост, па им ветувал спортско игралиште, па им ветувал уредување на речно корито во населено место. Почитуван колега, ова стои во програмата на СДСМ за локалните избори со кои што господинот Максим Димитриевски ја доби довербата од граѓаните на Куманово, ценејќи дека тие граѓани ќе го гласат. Сега јас како нивен представник сум должен сите овие проекти кои што не се реализирани, за кои што тој оправдување бара во немањето на финансиски средства, да се обидам да и помогнам на општина Куманово и интервенирајќи амандмански во буџетот да се потрудам да најдеме заеднички јазик и да обезбедиме средства за реализација на овие проекти како граѓаните на село Пчиња би го добиле она што го заслужуваат во 21. век. Затоа сметам дека нема потреба од понатамошна дебата со оглед на тоа дека министерот не го прифати конкретниот амандман. Свесен дека не можам да помогнам ниту на пратениците од СДСМ затоа што нема пратеник во салата од Куманово кој што би го прочитал отчетот на градоначалникот Максим Димитриевски, и ако сметам дали би се и осмелил тоа да го направи, го повлекувам овој амандман. Благодарам. Констатирам дека амандманот